Добродојавте во новата епизода од подкаст Основано со мнение со мене Јанаки Митровски. Ако минатата сезона имавме политичар како мала дигресија, продолжуваме со промовирање на вистински вредности. Јас го викам, значи гледаме да не викаме старлети и останати денгуби, туку гледаме да промовираме луѓе од кои што можете да научите малце вистински вредности, што кај нас е малку во последно време изгубено, односно социјалните мрежи и интернетот си го направи своето, па баш секој дојува простор. И велиме добро вечер за Еди Шерифовски, джудист, го погодив, така? Да, добро, најдов. Джудист, фала ти многу за одвоеното време. Пошироката јавност те познава, спортската јавност сигурно те познава, меѓутоа џудо и малце Да. Види, за балкански простори е популарен спорт. У другите региони е популарен. Би рекал да е пробаат да зема замав, ама и ние. Ти си 24 годишен, од кога се занимаваш со џудо? Па од џудо се занимавам од прилика 5 години, значи. Од кога си Тогаш пробал? кога се како што викам ја, пред да знам да читам и да пишувам, знам да се борам. Така. Што кажуваат доста за моето детство. Значи од 5 години почнавме со борешки спортови. Веќе на вежба повеќе спортови, нели? Моите ме видоа дека сум така малку жив и хиперактивен и ме тераа на фудбал, на ракомет, на и стандардно за секој дете. И кошарка, значи све поминав, до Така, пливање, до све. Мислам дека имав и аикидо тренирано, мислам дека и карате има 2-3 тренинга, значи можам да кажам дека све пробав што може да се што можеше тогаш да се проба во околината. Значи што имавме сали блиску далеку, све пробавме, може да кажам. Веќе на 12 години се детерминирав за џудото малку повеќе, го остави фудбалот, иначе паралелно тренирав, значи џудо и фудбал. Тој првиот мој сон, нормално прв сон ми било фудбалер да бидам, значи нели кога сме деца, џудо нормално, значи на телевизија не гледаме џудо, гледаме фудбал. Точно. Значи првите мои некои би рекол аспирации или сонови ми биле некако за фудбал, ми биле за арени, за гледачи, за резултати. Стандарден сон на секој дете. Стандарден сон на секој дете. И веќе на 12 години, после неколку разговори со моите родители, ми рекоа дека ако сакам нешто да направам во нешто од овие спортови, да, тогаш беше фудбал и џудо, ми рекоа дека морам да се определам. Така, Можда било рано, можда нели. Не знаеме децава дали знаат што сакаат, дали не знаат, секој ги гледаме младиве. Кога ќе видам некој 10, 11, 12 години, викам овој знае ли што сака или не знае што сака. Не, телефонот и толку. Да, има и некоја интуиција, би рекол тука, да, интуицијата играла тогаш улога за мене и успехот играл тогаш улога за мене. Ја бев државен првак од тогаш, од мали години. Тоа јуниори. Сега да, значи веќе од пионери. Значи ја веќе од пионери сум бил државен првак, на помлади и постари пионери сум покажувал некои афинитети, каде што кај постарите сум се докажувал и веќе сум можел да се фатнам на нешто да речам знаеш што за ова ме бива. У фудбалот каде што било, знаеш, 11 луѓе играш, не играш, не играш. Па дали тренерот субјективно е. Тренерот не ме сака и ме сака, сега ме форсира, после нема да ме форсира. И у џудото имав нешто можам да се фатам и да, како што би рекол за некоја јадица да се фатам и да терам. Така било од некоја одредена ситуација што ми била тогаш во мојата глава и сум се решил за џудо. Тогаш почнавме секој ден џудо беше, пред тоа беше 3 пати џудо, 3 пати фудбал. Скоро 20 години фактички тренираш џудо. Ја 20 години тренирам џудо, ја тренирам од 5-6 години, ја тренирам секој ден, дури во фамилија што се занимава? Ништо, никој. Ја не знам татко ми како има толку мотив да ме носи, он сам не бил некој спортист што имал некои навики. Не е некој најинтересен спорт за гледање сега. Да, не, кога ќе го разбереш е многу интересен. Сега што беше тематиката беше јас се чудев сам како татко ми ме тера. Значи сака, еве он не бил спортист, но можда видел дека видел и потенцијал, ама видел и у сам себе можда дека требал и он да биде. Често родителите кога нешто сакале да бидат они или не сакале или слично сега не. Јасно. После ги гураат децата. Значи не само за спорт, за било што, дали факултети, дали, значи мајка ми сакала да биде докторка, сестра ми е докторка. Значи, ме разбираш. Има таква нека филозофија. Нема. Има нека таква филозофија, не она се откажала, небитно трнала, па се откажала ради сега работи скроз друга и е срекна жена. Ама сакам да ти кажам дека некои работи ја лично што ги учам во текот на животот, сакам да ги дадам на моите дајвожи идни деца и она некои грешки што сум ги правил. На џудо, колку на колку сериозно кога во сениори. Ќе ти држи, извини, за некоја. Нема годишно. Како фудбал, значи ако ќе те држи на 16, на 16 станува. И сега ме кажа дека нема години. Нема, јас влегов прва борба ми на официјална
надвор од Македонија сениори, ми беше јака у Париз Гран Слем пред 35.000 гледачи на 17 години. Значи на 17 години се борев пред 30 и нешто илјади гледачи у Париз на Accor Arena, најголемата арена, кај што Майкл Џордан играше NBA. Трема имаше сигурно дека си имал малку. Сигурно. Да. Значи сигурно кога идејќи на кај борба, кога погледнав лево, па не знам колку метри беше тоа у висина. Тие на крај луѓето не се ни гледаа веќе кога мали. И сега нормално биле големи треми. Што сакам да кажам? Македонија почна веќе од 15-16 да влагам и одма сениорски шампион. Значи јас сега имам 20. Колку години си? Да, 24, мислам дека на 16, не ти излажам, така нешто. На 16 и пол или што значи не е најмлад во историјата. Да, па можда најмлад, немаме некои книги, некои да видиме точно кога, мислам дека немаат, ама еден од најмладите што некогаш бил. Мислам тоа е релативно. Можда и најмлад, сега горе доле да не навлагам, можда година 6 месеци нешто да имало. У помалите категории таму е полесно помладиот, значи јас се борам на 87, популаризирана категорија. Тоа ќе те прашав. Некој златен просек на силен маж. Тоа ќе земете 80 нешто кила. Тоа ќе те прашав, има ли категоризација во џудото? Како се категоризирани? Со килограми, значи. Со килограми тоа се. Со килограми се, на некои 6-7 кила разлика се сите. Меѓу себе. Значи јас сум 87, рачунај тука се мажите од 80 до 85-6. Значи ова е middleweight. Значи light middleweight. Тоа така мислам middleweight. И сега middleweight имаш највеќе популација. Значи ако има турнир, не знам, некој големо тренирање, сега има 50 души, у моја категорија 60 кила. Значи има некои 20% повеќе од другите, каде што кога доаѓаме до сениорите, ти на 50 до 60 кила тинеџерот ќе се држи со мажот од 60 кила, полесно е. Како идеме нагоре се потешко е. А сега па некад кога ќе видиш тие тешкашите, па и тој има 100 нешто кила, па и тој 100 нешто кила ќе се муча 20, ќе се умора, ќе помине. Може да го победи. Ама на 73-81-90 тие нашите категории, значи 78-90 кила, таму има и сила, и техника, све е измешано. Значи, и индивидуата е воедно многу технички спремна, брза и силна. И веќе ти кој имаш 18 години, тие работи ги немаш. Колку е горниот лимит на килажи? Има горен лимит? Нема толеранција, нема нула. Значи ти треба да си знаеш, тоа е како UFC. Не, сакам да ти кажам, например, над 120 кила, тоа ти нема горен лимит, апсолутно е после 100. Апсолутно е. Над 100 е значи над 100 апсолутно колку сакаш имај. Значи овие со 150 најаки бидејќи Ај малце објасни и за мене и за публикава правилата на џудо. Се многу го мешаат со борење и од кога ќе ги дозволи, од кога ќе ги опишеш, сакам да ми направиш една мала паралела, значи џудо, борење, карате, сличности што е. Ај са карате е по удирачки спорт, не знам како да го значи овај контакт спорт таму на работа. Прво и правилата да ги прво блискостите би ги кажал како се освојуваат пион. Ајде, ако сакаш тргни од тоа. Значи прво ќе почнам со после тоа ќе се надобрам за правилата. Значи што е слично карате и џудо? Карате и џудо е двата се јапонски спортови. Потекнуваат двата од Јапонија. Двата содржат кимона, иако многу различен кимона. Карате кимоната се многу тенки, бидејќи не ги користат толку, значи претежно е удари. Вие се тегнете. Претежни удари имаат само можност за мал дел од фрлање. У карате имаат некоја милисекунда кај што може да нападне да го исчисти, вика, да го фрли, да се му уште некој пен, да го удри доле повторно. Значи тоа е ударен спорт со удари. Не олимписки моментално, само олимпијада беше од Токио, значи не олимписки спорт. Повеќе се базира на вештина, повеќе се базира на тој уметнички дел. Так. Значи џудото бил уметнички, бил све, но потоа предел кон спорт. Значи каратето се уште се мислам дека се тумачи како некоја вештина, некоја уметност, душевен мир, такви работи. А сега џудото го ја качува таа скала и му се доближува на борењето у аспект на олимписки спорт. Само е битно на преворот, само е битна победата, значи веќе влагаме у посериозни категории, веќе у професионалци, веќе значи тој дел е малку поразграничен. Тука каратето е поделено на повеќе организации, федерации светски, иначе конкуренцијата се дели автоматски, така да у џудото е една федерација како исто како борењето, тука се системите слични. Значи еден е човекот, еден е председател на федерација светска, една е федерацијата, нема друга. Шампионот на држава е еден, нема друг. Значи ти кога имаш работа со шампионот на Русија, ти немаш работа со него лично, туку имаш работа со цела земја. Она го спрема, она го припрема, она го учи, она го расте. Значи ти имаш работа со најдобриот резултат на некоја земја што у тој најдобар производ. Да, најдобар производ. Значи тоа исто борењето. Ти им се сличностите на џудо и борење кои што имаат системи европско, светско, некои светски купови за поени и олимпијада. Значи не е многу комплицирано.
чисто има систем некој сличен на тенис, луѓето да разберат. Тоа ќе те прашам зашто спомнуваш поени, значи и као на крајот на годината кој има најмногу светска поени, ранглиста, светска ранглиста, Гранд Слемови, Мастерс 1, европско, светско. Тоа е тоа. Значи исто како тенисот. Така, да, како украдено е, као да го препишале. Сега у техничкиот дел правилава се као се взимаат поени, тоа ме интересира. Колку има рунди, што има во џудо, а нема во борење. Во џудо има пологи, гушења, во борење ги нема. Во џудо се вреднува само со сабмишен може да го значи кај нас има сабмишен врат и раце. И завршува лактови, тогаш и завршува. Он чука. Така. И поздрав. А борењето го нема тоа. Борењето има туш и у џудо има туш. Таму неколку секунди тоа кај нас 20. Значи на грб го држиш и го блокираш скрос и стоите. Значи го држиш у зафат. Зафат да не мрда. Да не на грб да го држиш. Сега борењето само има една разлика, се вреднува фрлање или вртење на стомак, у џудото не. У џудото е фокусирано на грб. У џудото е фокусирано на грб, има пологи гушења и има туш. Значи тие се 4 начини, 5-тиот е дисквалификации, казни, неактивност, тоа е веќе избегнување на борба, тоа е 5-ти начин се го фрламе, тоа е небитен, толку. Значи да го фрлиш противникот на грб, додека и он пробува тебе да те фрли на грб. Тоа е. Вага, сега кажи ми, има време трајање рунди или една 4 минути една рунда. Значи, колку рунди? Сега има поплаки. Не може да кажам поплаки од спортистите. Се уште џудото е многу напорно на денот на такмичење, значи на надпревар. Добро. Што значи дека ако сме 32 идеме на систем 32 16 8 4 2 1. Значи чиста нокаут фаза и таа нокаут фаза следи од 5 борби. И у еден ден си тоа? Да, тоа е веќе напорно. Ама има некоја динамика па на сат и нешто 20 се одмараш, као, значи смислено е не дека е малку може да доаѓа интензивно ако се бориш на секој 3 недели, пак осеќаш умор ради борбите. Ама тој ден на борба, ако имаш 5 борби, значи четврка една, тие се 4 минути активни, значи таа отприлика дупла. Значи 8 до 10 минути си уви. Тоа се повторува. Еве на не може никој никого да сабмишен да му направи. Сега да имаме систем на златен поен, имаме систем. Така. Систем на златен поен, што значи дека мал поен на страна е крај или судијата веќе кога се уморни стануваат неактивни. Така. Значи после 8-9 минути ќе почнат да грешат, нели? Прво кислород, не влага у мозок. Спортистот прави работи што никад не ги направи. Прави чудни одлуки, брза, се дури би рекол се глупира малку се. Значи не доаѓа буквално кислород до мозокот, ќе падне нелегално нешто што не треба, ќе се трне, ќе добие казна. Значи најпретежно кога се некои многу еднакви, казните решаваат, имаме систем на 3 казни, третата е дисквалификација, 2 жути и 1 црвен. Така е. Значи има крај. 10 минути максимум би рекол на една борба, со тоа што ти викам, кога ќе се уморат веќе кислородот им се намалува, стануваат како некои други, кога не се луѓе. А руско самбо во што му влага во кој? Руско самбо е некоја, руско самбо е некое крило од џудо извадено, руско, значи комбат самбо и самбо обично има, значи нешто благо меѓу ММА и џудо се малаат со кимона, као некој хибрид, значи да, малку е поекстремно, ама доста исто се заштитуваат они, не е дека ММА уште по Јасно. Би рекол сурово. Би прогресирал ММА? По сурово, па не знам, сега зависи, многу има работа. Луѓето мислат дека нема, многу има работа, да има предиспозиции, има многу предиспозиции, боричките спортови се докажа дека боричките спортови се подобра фондација за ММА, од него боксерски и кикбоксерски, значи као фондацијата ти си поспремен доста. И подоминантни се. И подоминантен си физички, второ борењето би рекол како вреслингот или греплингот што го викаат денеска, многу тешко се гради осет на тој. Како мислиш? Да се борам ја без толку многу да размислам. Моториката да доеш ти до високо ниво се гради за 10 години, а рачна техника се учи за 6 месеци. Значи имаме тука некоја дистинкција што сите сакаат нокаут да гледаат. Сите сакаат пред нокаут да видат него ли сабмишен. Тоа и за гледање малце е потребно. За гледање, ама кога ќе видиш за поддосадни борачи. Кога видиш шампионите моментални на УФЦ, свете е јасно. Дефинитивно да. Сега да, окото сака. А сега веќе знаеш што кога веќе ќе се бориш 2-3 рунди, он е уморен, што сакаш може да му правиш, па и ќе го накаутираш. Дефинитивно. Кажи ми сега за медаљите твои за успеси. Кажа дека си 7 години. Кажи ми за надвор малце, балканско, европско, за надвор, светско. Да, значи Ритни олимпијадата, пошто ми е башка. Ние
Така, ја би рекол, јас, ние, тогаш некој тим што беше создаден, кој ја бе веќе у 18, значи веќе влагаме у води, каде што има европско, светско, систем на евалуација, веќе има, можеш да се бориш, можеш да се докажеш, те гледа цел свет, само што млади категории. Значи, ја таму почнав да го добивам, би рекол, мојот главен мотив за овој спорт. Значи, кога излеговме на европски купови, тие што се како Дейвис куп. Так. Тенис, Дейвис куп, значи куп, не е големо, како светско европско. Големо, да. Ама не можеш да одиш ако не си добар. Значи најдобрите деца од цел свет идат таму. Кога почнеме на тие купови да правиме, ја лично направам резултати, почнав да добивам некоја Самдорова, значи пред тоа немаше машки, ја што сум видел дека прави резултати на тие купови. Почнавме некоја убава енергија, ново крило, имавме тренер од надвор тогаш имавме тренер од надвор белгиец. Почнавме да вадиме резултати, да се држиме со тогаш светските најдобри. Би рекол тоа многу брзо почна да се случува, значи ја веќе 15-16 години се борев за 18 и имав пето на куп европски, имав седмо на светско првенство. Тоа ми е најголем резултат во младинските категории, седмо на светско првенство у Чиле. Што ми е резултат што 3 дена пат. Кога почнав 3 дена пат, кога почнав да такмичам надвор, ја не можам да кажам дека сум добар, ама да, светското ни беше, значи европска, ама сега на светско кога одиме, дај сега медали, не се зајте се, ај ќе видиме. Значи нормално, самодовербата доаѓа со тренинг, доаѓа со време, не е тоа да ја никој не се родил учен. Позитивата, оптимизмот е друга страна. Јас знам дека мораш да бидеш оптимист за да достигнеш до негде, дури да се лажеш сам себе. Тоа го разбирам, значи таа психологија е покажана дека пали, работи, функционира. Ама сепак ќе ни каже, абе светско првенство, абе знаеш што, абе ќе направиме нешто, знаеш, кажуваш, ама не си сигурен светско првенство е. Така е. Едно единствено, у 2 години, 3 тогаш, актуелно, цел свет, цел подмладок на цел свет доаѓа у џудо, јапонци и веќе имаш некоја голема слика, дури сега си млад, ја млад. Кои се доминантни, јапонците или се доминантни? Па јапонци цела СССР, значи тој регион и на Кавказ и СССР, значи тие тренери уште и у боксот се останати и сите. Тој систем е вади некои индивиди надприродни индивиди и вадат и сите спортови боречки случува истото. Едно болно прашање за тебе, се живее ли во Македонија од џудо? Збориме да не мораш да работиш, сега веројатно е реторичко прашање. Сме имали и други спортисти тука, пошто не е фудбал, не е нели, не е фудбал, се поплатени спортови кај нас, пак што можеш ли да си дозволиш да не работиш и да живееш од џудо? Да ме прашуваш дали можеш да се потпереш на државата? Не. Или ме прашуваш дали комбинирано, дали ти од комбинирано спонзори и добро, значи дали би можел да живееш од џудо? Значи ме прашуваш спонзори и значи све на куп. Тука би рекол дека сепак сме оставени на индивидуален квалитет. Така. Ама сепак шансите да го направиш, да го изутеш тоа се тенки. Се многу тенки, веќе ти треба да креираш некој бренд, некој име, дури веќе и нереално да се покажуваш сам себе дека си поголем од тоа што си, да дојдеш до некои финанси и веќе тоа станува спортист слеш инфлуенсер, значи веќе влагаме многу маркетинг. Маркетинг ќе биде главниот прилив. Прав си зома, да. Значи веќе ти работиш друга работа, да не се лажеме. Сега, значи ти работиш, се снимаш пред тренинг, после тренинг, кога ќе земеш тоа време, имаш работа. Право. Така е, нема. Значи исто ти е дали работиш или не работиш. Значи треба да работиш со сам себе. Остај си на сам себе, што не е едноставно, да. Едноставно и не е добро за боречки спортови. За боречки спортови не треба да ти е ништо гајле, треба да ти е само за тренинг. Тие 2 сати на ден, тие 4. Тие 4 и 2 се многу интензивни. Тоа не е 8 сати, 10 сати работа. Тоа би го ставил бидејќи сега работам, тоа би го ставил 2 до 3 сата или 2 тренинга на ден, е исто како 14 сати работа, 16. Колку интензивно на телото. Јасно. Значи, ти не смееш да се занимаваш со други работи. Да, маркетинг окей, ќе си водиш нешто ситно. Од ден за ден. И може некој девојка ти некој ќе сликнеш, ќе сивнеш, ќе ти помага некој што викаш. Некој ќе ти го води. Некој другар имаш дизајнер ќе ти помага, ќе ти едитира видеа. Ама ти веќе чим навлезеш да заработуваш од социјални мрежи, ти веќе имаш работа. Ти дури можда повеќе ќе едитираш, ќе снимаш, ќе правиш од него и ќе збориш за сите други работи освен спортот, ќе збориш за исхрана, ќе збориш за фитнес, ќе збориш за психологија и ќе можда ќе направиш некој, би рекол, некоја фан база каде што можда ќе можеш да заработиш и пак колку е тоа е прашањето. А се заработува ли например, има ли награди например по купови, има ли фондови? Има награди, у џудо наградите се не се многу големи. Значи би ги рекол прво, второ, на светско 50, 70, 100.000 евра. Добро, тоа е посоветно. Меѓутоа пак да, светски првак. Светски значи, првак, да. Џудо федерацијата светска знае дека треба да стојат силни федерации позади и системи, бидејќи знае дека олимписки спорт. Сама е свесна дека треба државата да стои позади спортистот, пошто имаме што имаме. Имаме
разноразни начини на финансирање. Имаме прво општина, што може да дава за спортистот. Второ имаме Министерство за спорт, агенција. Трето имаме федерација која е директна алатка, значи Министерството што е позади и она може. Четврто имаме влада кај што може директно на резултати премиер или нешто да дава. Значи имаме 4-5 државни алатки каде што ако они малку покажат иницијатива може да се изгради на веќе некој спортист што покажал дека може да му дадеш повеќе. Не само тоа. Не збориме ние за некој што не заслужува. Оваа земја и Балканот генерално, меѓутоа и Македонија има традиција на боречки спортови, на спортисти, на нели шабан трстена, беше бронзен на олимпијада, така нешто му даеш. Да, но сега што е проблемот? Што се случува еве со овој дел ти што збориш поддршка на државата? Што е проблемот? Проблемот е што еве и фудбалот иси од проблем. Спортистите доживуваат форми каде што порано никој не ги видел. Значи веќе доживуваат јаки услови другите земји, каде што си можел да се држиш со пипреки и патлиџани, значи пред 20 години, 30, пошто и тој не дека нешто прават. Ама сега бидејќи науката е на многу високо ниво. Значи он го темпира, знае како дише, како кога што да касне, кога да легне, кога да спие. Му го прати пулсот, цел тренинг, нон-стоп, и цела екипа има константно. Цела екипа се грижи психолог за него, се грижи нутриционист за него, се грижи фитнес коуч има. Претпоставувам кај нас нема тоа. Нема тоа. Значи, као што иде науката нагоре, луѓе остануваат хибриди. Од зверови, така е, да. И сега ти, друго е, види го фудбалот пред 50 години. Јасно, да. Стај го Пеле, денеска нема гол да. Нема гол да, сакам да кажам, нема можда не така, ама одбранен играч што игра денеска во Премиер лига, стај го со некој од великаните од 90-тите, не знам како ќе помине. Ово е многу поспремен. Што значи дека порано, како што би рекле, ние сме можеле да се тепаме со нив у камена доба од овој регион, Македонија, кој е имало некој народ, небитно кој, можел да се маа со камења. Ама кога американците добиле нуклеарки, не можеш да се мааш со меч или со пиштол. Тоа сакам да ти го објаснам. Каква е поддршката на Министерството за спорт конкретно за џудото ме интересира? Па реално јас после олимпијадата, сега да не зборам, ама имам после Не е да кукаме. Не кукаме, значи не кукаме. Ова сакам да го кажам, малце нека биде и аларм и за самите институции, затоа што не си прв спортист што дошол тука. Не, што дошол на подкастов и имавме пред него и друг спортист кој што беше порано и шампион македонски и рекордер и кој што апсолутно значи маратонкава Весна Кираџиева ми кажа наки цело време додека сум спортувала активно сум работела и сега види тоа малте не можеш ни да кажеш дека е професионален спортист. Значи, професионален спортист се знае. Јас што му кажам на спортистот мој колегата од Франција дека работам. Да сум посветен само на тој, нормално дека и успесите нема да бидат такви какви што би можеле да бидат или имаат. Значи дури 50% пониски. Да. Кажи ми што е со министерството екс агенција. Даваат поддршка, не даваат? Прво ќе се надоврзам дека после олимпијадата имам осетено дека некако немам многу повеќе контакт со институции, као сега не знам како они ме гледаат мене. Ама можда после олимпијада викаат иди ќе си се го нема нешто, не е многу активен, значи немам, значи јас сум достигна зенитот. Значи јас сум бил на олимпијада, ја уште немам средба со министерот, значи. Небитно кој да е, не ме интересира. Така, да. Си правиме муавет. Јасно. Немам средба ни со министер, немам ни со агенција, значи со никој агенција се не постои, нели мислам, значи немам со никаков човек некој претпоставен да имам средба да чисто да го интересира, па ни од општина градоначалник, што исто е нормално да се. Која општина си? Ни аеродром, значи ни од општина, ни од министерство. Што ти кажам? Значи парично се помагали, не македонски спортист, воучери. Парично во системот на воучери, што беше од агенција, моментално е намален на некој посто, сега не знам како би до оваа година, зборам за премините 1-2, значи намалене. Сега тоа е зашто не знам, ја не навлагам, ама сакам да ти кажам дека алатките за финансирање се на минимум. Значи ја мислам дека помалце не може. Треба да се само финансираш. Треба само да финансираш или да работиш. Значи не може ние да дозволиме спортисти вака што ги гледам Албанија, Косово, Србија да земаат плати од војски, од чуда, значи државата што му вика иди еднаш неделно. Покажи им 3 техники, чисто да има да имаш приход, да знаат дека дека работиш. И еве ти 1000 евра, 2000 евра плата и тренирај. А не може ние да немаме плата на тренер, плата на спортист, а да имаме поопштини вработени што не идат да работат. Значи тоа ти кажува за како систем станува збор, значи ние гледаме затоа што пак ќе ти кажам, не можеш ти да очекуваш професионален спортист да биде тој види генерално нивото кај нас е и доста ниско генерално и не само недостиг на финансии. Јас фудбалот ќе ти го земам за пример кога бев млад,
Чи не е битно кој еден фудбалер наш кој што играш во прва лига и ми вика не можеш види малце се и самите спортисти криви. Тоа е доста индивидуално. Сите се поеден да го криви, цел систем е така. Не, збој да ти зборам, индивидуално е доста затоа што на пример мојов дурар ми викаше кај ги вика ако ти кажам дека пола вика македонска фудбалска лига секој петок и сабота пие алкохол у големи количини, ти не можеш да чекаш тој, значи валјда веројатно бара и само жртва за ти да доеш до некој. Бара, моите резултати ја би рекол дека биле све наставени на некоја карта на моје саможртвување, на мои индивидуални квалитети. Значи ја сега зборам како очекувам ја ону понеделник он да игра утакмицу неделна ако петок е камен пијан, мислам. Значи моментално, како би рекол, рецепт за спортист да успее у Македонија е да се помири дека е сам. Ептенци песимист. Значи сега ти кажам искрено, ретко кој тренер, ретко јам видено психолог, тренер кој знае да застане под спортистот и да го бутне. Јас сум имал имал тренери. Ама имам гледано тренери од други земји каде што дури би рекол на други начини помагале. Тоа се веќе некои бивши спортисти што се стварно спремни. Да, значи жртва на тренер не можам да занемарам и на моите тренери све, значи секогаш ако сум бил на тренинг имало тренер, не дискутирам. Ама можело да има тренери што се светски прваци, сега се тренери имаат финанси, он му дава на детето да води. Тоа, значи ја тие ситуации ќе ги тренам на страна каде речам што треба на индивидуа да направи да успее Македонија и резултатот е за све да си е сам крив у својата глава, прво си го стави свој систем да земе целосна одговорност, да тренира дупло од другите, бидејќи другите имаат систем. Јасно. Да не потпаѓа под влијание на околината, бидејќи околината е страшно непрофесионална. Значи да си влезе во некој свој бабл систем каде што ќе се гура нонстоп и тоа ќе го прави со години и после тоа можда некој ќе те види или ќе направиш голем резултат. Ама што е целта на награда после резултат ако сум немал поддршка на додека сум патувал кон тој резултат? Јасно. Дур, еве идеш на светско првенство, сакам чисто компарација, идеш на светско првенство у Чиле. Прво патот само чини 5-10 илјади евра. Значи тогаш бевме помогнати од Светска федерација за Чиле. Имавме добиени некои па сва среќа некои средства за Македонија дојде на светско. Ме разбираш? Не, тоа само да прашам, мере се на Олимпијада идеш, кога си го финансираш сам патот ти помага. Не, значи сега ти кажам, патувањата ги финансираат федерациите, значи веќе у сениори. Така. Кога бевме млади, ја имав сам финансирано неколку купови. Така. И кога се докажа веќе дека имам резултат, значи веќе е срамота да ја финансирам. Кога презентирам земјата и победувам борби, правам резултати кои не биле до тогаш направени. Се бори ли федерацијава за вас? Федерацијата би рекол да почнам, значи проблемот е сега има некој дефицит на деца. Тоа се гледа на државните првенства. Сега би рекол дека тука нема интерес за џудо. Цела федерација, не сега федерација да ти кажам ја како федерација, луѓето кои што се денеска таму, X луѓе нека бидат. Работата на федерацијата овие 30 години ќе ја земам или 20, за да никој не окривам директно, пошто не е тоа. Децата се губат, децата им се у дефицит, џудото е у дефицит, секој државно е у дефицит, значи има нешто има би рекол. Значи ако може у Балканот само да иде нагоре, значи кај нас не иде нагоре. Кај нас години активно например се занимаваш просечно вака е. Па треба се занимаваш до 30 нешто, ама треба занимаваш. Кај нас треба работиш, значи сакам да ти кажам. Сега пример имаме Македонија доби федерација на сите федерации, мислам награда доби федерација на годината. Добро. Македонија. А така. Поради организација на Европско првенство, Европски куп, значи имаше 3 евента, уште еден куп, значи 3 евента. Добро. Каде што не сме мислеле дека можеме да ги достигнеме. Им честитам на управата што дојдоа до тоа. Сега втора за мене најбитна работа, немаме деца да направиме резултати на тие купови. Разбираш? Тоа е се ја ако земам надпревар. Од земја со боречка историја, со бронзени медали. Со ја ќе сакам да дента да бидам со 7 медали, значи дента да сум херој бидејќи ми дошле мене цела Европа тука кај мене на гости, сакам да им покажам колку сум спремен. Сега ние за жал го немаме тоа. Дали е селектори, дали тренери, дали значи небитно. Значи немало систем некој каде што ги подржувало. Тоа може и да кажам и дека и до министерство и до агенции. Значи тука потврлаат многу. Малце генерацији се сменија. Ние кога сме биле деца не било сега до толку дигитализирано. Не, ама сега па полесно да успееш у фудбал, у такви работи. Ме разбираш у баскет, значи повеќе окото повеќе те гледа, трансфер можеш да направиш посериозно. Да, видливоста е поголема, многу полесно ќе се поголема. Значи ја не може за да научам ова денеска што го знам,
Јас сум го научил со помош на телефони и контакти. Да било пред 50 години сум требал да седам пред библиотека да прочитам 1000 до 2000 книги. Так. За да имам толку знаење за, пример, психологија, за исхрана, за тренинг, за припреми, за форма. Значи ти да дојдеш до тоа знаење ти требало многу време. Сега телефон. На таста. На TikTok ако гледаш само такви работи, само тоа ќе ти излегува. Ќе ти биде Така, поучно. Значи многу е битно за што ги користиш работите. Сега има две, генерацији не се такви, ама тој што сака да биде таков, му е многу полесно. Прав си. Не разбираш. Ајде, Олимписките игри Париз 24-та. Мислам, вака прво филингот сакам да ми го објасниш. Сигурно е пар екселанс. Значи сега Олимпијада. Ај ќе почнам од порано ќе почнам, значи од порано ќе почнам од некои значи млади денови. Значи како спортист кој се бави со или веројатно тоа било главната цел. Во тогаш бавител со нешто, не знам дека не си спортист, значи баве се хоби ти е у тоа време тебе реално. Сега колку и да ти е хоби, кога ќе влезеш веќе да тренираш некој би рекол посериозни количини на тренинг, но веќе почнуваш да гледаш Олимпијадата како јасно, тоа е врвот. Сега нормално ние како луѓе сме амбициозни и секогаш ги пробуваме некој помалку, некој повеќе да ставаме цели што повисоко што можеме. Сега јас сум имал принцип да ставам цел највисоко што можам, па толку многу да го дигнам стандардот што ако добијам нешто помалку, секој повторно да биде окей тоа да бидам среќен. Сега Олимпијадата веќе на млади години што беше интересно. Имав тука многу мотиви и од родителите. Ми се спомнуваше Париз 2024-та. Значи не ми се спомнуваше Олимпијада на мене како Олимпијада и ќе на Олимпијада. Туку мене кога идев на веќе на младински категории на надпревари, кога имав 16 години, кога се борев, професионално веќе знаев дека Париз е целта. Голема шанса и цел каде што има и по телевизија пример 2017-18 кога ме прашувале, јас сум викал Токио не ми е, многу ќе бидам млад, ајде да бидам реален, не сум на 19-18 години да не идам, ќе идам на 23, ќе идам на Олимпијада во Париз. Што се деси? Значи го осварив мојот детски сон каде што ми помогнало многу и како индивидуа да си одговорам некои прашања дека тоа што сум го осварил, значи веќе ниво на самодоверба, ниво на други карактеристики. И до крајот на животот ќе пише дека си бил на Олимпијада. Да, значи Олимпијадата е веќе како некој би рекол олимпиец, како некој префикс пред името, како адвокат, доктор, значи веќе имаш некоја титула. Каде што мене било многу битно да ја постигнам од многу аспекти. Прво се заокружива кариерата како некоја целина. Јасно. Без таа Олимпијада не би било тоа што треба да биде. Особено за твој спорт. Значи тоа е правник кривичар и да не станеш адвокат. Сега не, ама кога да сум станал адвокат, ја рачунам, у твоја. Значи за мене ја заокружила кариерата како што јас сум сакал. Значи можда и некој ќе се задоволи со помалку, некој со повеќе. Некој ќе отиде на 3 турнири, некој ќе отиде на 3 аматерски турнири, цел живот ќе има труби главата на внуците дека бил 3 пати на џудо турнир. Јас сум сакал да станам олимпиец. Ти им раскажеш на внуците дека Олимпијада олимпиец, мајмун еден, дојди мамо. Не знам како ти кажам, тене гордост. Значи голема е. Кажи ми како е таму системот на елиминација на секоја борба елиминација? Исто, значи имаме нокаут фаза на Олимпијада, како светско првенство, само што е кремот на светското првенство и дента, како што би рекол на Олимпијада, сите изгледаат различно. И значи, ти имаше таа несреќа, ти немаше баш среќа да ти се падне поранешен светски првак, и кажа дека бил четврти на светски ранг, тоа е Гилермо Шмидт. Еве ќе ти кажам една паралела за него. Колку години он кога се борите? Една година само постар од мене. Значи ја и он си имаме борено у Анталија на европски куп, на светски куп, европски се вика ради локацијата, тоа од Бразил. Си имаме борено, ја победувам 3 борби, он победува 3 борби, губиме 20 полуфинале, ова ти зборам младински категории, исти луѓе се. Да земеш младински книги да ги вртиш луѓе во кои се. На Олимпијада тие тогаш биле најдобри, тука се еве ги. Значи нема непредвидливост кај нас и у борешките спортови. Он бил најдобар од Бразил тогаш, ја најдобар од Македонија, на куп ја победувам азербејџанец, киргистанец, значи све некои такви земји, он победува, губи од Турчин. Ја исто губам од Турчин. Мислам дека од истиот изгубив, но на четвртфинале, а полуфинале се сретнуваме за бронза. Ја и он во 2017 у март у Анталија. Так. И се бориме 10 минути без престан. Значи не може да не реши судијата, се случува мал поен, дискутабилен и он зема бронза на куп и ја пето, пример. Так. Значи он бил
тој ден искао мене, значи дури имав коментари од тренеров моја, вие многу еднакви бе денеска, значи многу беше, вика стресна борбата да се гледа. Многу бевте еднакви. И после 7 години, он се развива. Он има резултати. Така, да. Живее од џудо? Живее од џудо, да, тоа. И тука ми имаш мене од Македонија, што сум дал, верувам ми сум дал повеќе, значи немам, значи он кога ќе стане са бајле тренингот го чека, тренерот го чека, си влага, си вежба, си трена страна. Значи јас сам сум го мислел тренингот, сам сум мислел што ќе јадам, сам сум мислел што ќе пијам, сам сум учел што да јадам, што да пијам и што да вежбам во теретана. Сам сум броил секунди на серии како ова ќе изгледа денеска тренингот. Значи ја предоз немаме тоа све спремно од друг. Ја предоз дошнал на тренинг 20 минути сум го мислел тренингот. Значи, тоа сум имал 16-17 години. Па тука е клучната разлика што викаш од двајцата во 2017. Сега што ти викам, тука иде и науката. Ја колку можам наука да имам како зелен човек, колку можам брзо да научам. А таму има 20 луѓе што го изеделе мојот пат и што му се на него околу глава. Тоа има ли улога, ај само да видиме само критика дали имаш. Ја тогаш памтам една твоја изјава дека пред борбата дека кажа нешто од типот не знам, светски бил, ја немам респект или не. Меѓутоа, не е тоа грешка. Една од главните работи да прво да не потцениш ни еден противник. Еј децава кога ги учам, сега не сме ни у боречки вештини, ама знаеш како, ја кога бев не ти правам паралела, не е тоа. Не бе не слободно. Ја например кога бев дете адвокат 25-6 години кога се лиценцирав и пошто сум нели амбициозен со компетитивен дух све, ја на сите постари што беа ноторни адвокати тогаш баш со нив сакав да се судам, се со цел скалпот да ми го земам. Немав страф од никој и све тоа е респект. Ама сега и да го потцениш светски првак дека еве немам респект. Имаше ли тоа улога? Значи гледај се, има една работа во боречкиот спорт. Его. Каде што да, не его не би рекол его, каде што да има го гледаш. Треба и твојот мозок да си го тренираш на одредени работи. Така. Значи ја кога кажувам тоа, се острам сам себе. Ма го потценуваш ли? Значи се острам сам себе за против него, бидејќи сепак е дуел. Значи колку и да е сериозен противник, ти гледаш па дури да си излажеш сам себе дека така. Е некој друг, ме разбираш. Значи не треба у твојата глава он да биде поголем од тебе никогаш. Значи не треба ти да си пиунот, он да е кралот, никога. Значи ти гледаш па дури да го кажеш нешто што што може да и не го мислиш, може да набрано кажуваш, ти самиот свој мозок го предизвикуваш. Тоа е веќе борба на сам со себе, па после тоа извини, сам против него. Значи ти си даваш сам на себе одговорност дека не смеш многу да го почитуваш. Да го почитуваш, разбирам. После борба ќе се да немаш страво почит. Да немаш страво почит. Значи па дури да немаш респект, сега респект. Да, те разбирам. Ме свати многу што да кажам. Значи ја не дека него ќе ќе плукнам ако го видам. Не, јасно. Или у борба ќе бидам безобразен. Значи ја не му се плашам и не ме интересира кој е. Ти мораш да влезеш таков менталитет ако сакаш да напреднеш во спорт или да се бориш со некој што е на папир подобар од тебе. Значи јас сум победувал луѓе што биле подобри од мене сум морал на тој начин. Сум морал и ја да се јачаш. Да се јачам, да си давам самодоверба. Некогаш да, јас знам кој сум, што сум, како сум, ги знам моите квалитети. Ама морам како беше да си играм и со мојата глава, да се спремам, да се острам. Тоа е психологија што ми збориш. Психологија, значи веќе е психологија. Ја кажам нека ти што мислам, бидејќи тоа што ќе го кажам морам да се задржам, тоа што ти го кажал денеска, ме разбираш. Ама тоа што ја не сум пример тогаш стварно мислел тоа што ќе го кажам и после тоа ја морам да стојам позади тоа, мене ме тера во иднината да земам некои постапки или чекори што ќе стојат позади тоа што мене би ми одговарало. Значи ја гледам и намерно кажувам нешто дури и што било многу сериозно, многу големо, некогаш. И после тоа си застанем позади тоа. Како заврши Гилберто на Олимпијадата? Гилберто победи мислам дека на борба и загуби после тоа. Значи Олимпијадата е едно. Те памтеш од 2017? Да, значи ние се знаевме и си имаме борони на кампови, на припреми и пред 3 години, пред 5 и пред 7. Значи цела категорија ние се знаеме, се памтиме. Така да. Што е следно за Еди Шерифовски од овој професионален план? Ке продолжиш ли да се бориш, да такмичиш? Па моментално е се немам борено околу 4 месеци 5. Тоа сега на македонски преведени го е многу малку. Па не е многу, не е малку. Така. Значи се немам борено 4 месеци. Сакаме да видиме како дале. Да значи каде се следните олимписки игри? Следните олимписки во Лос Анџелес. Ти се во фокус?
Ми се во фокус, но сакам да видам што ќе се случува оваа година некако. Ја тренирам секој ден, значи. Секој ден тренирам. Као на крстосница си некоја? Да, сакам да видам што ќе се случува понатаму со некои работи. Так. Дали живот персонален, приватен, тренери, федерации, значи не би им дал на никој значење за мојата патоказ, како ќе оди, никој не одлучува. Но јас имам земено некои 4 месеци моментално, сакам да видам што како ќе се одвива за да знам што да правам. Што и да одлучиш, ти посакувам многу успех и се надам ќе те видиме на следните олимписки игри. Ти благодарам на времето. Ајде, фала ти многу, Јанеки.